Янија на свештениците ја посекуваат трпезата во темни бузни. И тоа значи почеток на црквата 40 дни. И се до сабота така ќе не биде и облеклото и одејанијата. Во недела ја имаме истата атмосфера како и во другите недели. Може би малку поукрасена во оваа прва недела, зашто првата недела е секој последна на неделата на православието. Меѓутоа, човек што доаѓа од недела во црква, нема да примети нека голема разлика. Зашто преку целата седмица има друга насока богослужбата, таа е не поттикнува на покаяние. Сите стихи сега што ги слушнаме, некои ги разбравме, некои помалку ги разбравме, ти се на црква на словенски јавни, ама сите до една не поттикнуваат на покаяние. Затоа што правото покаяние е пат кој води кон вечноста. Немаме друг пат. Не вели во раскош и во грех можеме да стигнеме до вечниот живот. Туку можеме да стигнеме преку покаяние. И затоа на толку голема врата во црквата се предполага покаяние. Денеска слушнавте во Светото Евангелие дека е потребно да дадеме и ние прошка а не само да очекуваме од Бога или од ближниот прошка. И не само тоа, не само прошка да дадеме, туку да дадеме и од нашиот недостаток кој го имаме на ближниот. За така ќе се покаже дека сме достојни за Царството Божие, да живееме со другите, да сожителствуваме со другите. За тоа е смислата на Царството Божие. Господ дојде, тие очи да ни ги отвори. А како ние пак ќе ги држиме опулени очите, ако не преку покаяние. Зашто сето ни ги затвора очите. Кај да подиме, што и да направиме, сакаме нешто во своја полза да смислиме и да направиме. А во покајанието не растрезнува. Ни били чекај, па има смисла само во своја полза нешто да работиш. А ближниот твој има полза. Затоа е потребно да имаме насока и едно движење кон Царството Божјо на тој начин, преку покаяние. Затоа црквата ни ги отвора овие врати. На покаянието вратите отворени и се пели на овој кој спомнавме големиот прокимен, што денес го слушавме, каде што станува ова предслекување по потемни одежди. На покаянието вратите отворени. И за тоа ни е потребно некој да ни помогне. Не можеме сами да се каеме. Ама затоа имаме Господа, кој ни покажа пример за се. Сакате пример за постот? Па никој нема повеќе постот од нашиот Господ. 40 дена. Некој скоро ме прашуваше тоа, па колку може човек да пости. Јас не сум слушал некој повеќе од 40 дена да пости, значи ништо да не јади, или да пости на масло, или да пости на риба, како што го гледат овој. Ништо да не јади 40 дена. А вода не може да не пие 40 дена човек, зашто ќе дехидрира и ќе умре. Значи, од прилика, овој ден кој го нарекуваме тридни, од денес почнува до вторник на вечер, односно до среда после пред свештената литургија, во суштина
ден кога после тоа и тие што држат пример можат да пијат вода, затоа што не може без вода повеќе од 3 дена. Тешко е, ама не е нашето воздржување само во телесниот подвиг. Најважен е духовниот подвиг. А ако за време на оваа света 40 си пронајдеме во себе слабост некаква, тогаш правилно сме ја употребили света за 40 и правилно движење имаме во таа света 40. И уште ова да ви кажам, зошто ја викаме света 40, многу мина може да речат, па 49 дена постиме, зошто ја викате света 40? Затоа што во првите векови имало само еден ден на пост, тоа бил Велики петок. После тоа се зголемил тоа на една недела која се вика страстна седмица. Денес ја викаме не во неј контекст страст дека имаме, туку дека недела на Христовите страдања, кои исто така на црквено словенски се вика страст. Страдање значи страда. Дури многу покасно, неколку века покасно, ова да речам воздржување е зголемено на повеќе денови и така настанала света за 40, ама останал овој период на страстната седмица. Така што 40 дена од света 40, која завршува на Лазарева сабота, и овиот страстната седмица се вкупно 49 дена. Иначе е 40 до Лазарева сабота. За тој период го нарекуваме света 40. И затоа во таа света 40 правиме подбини. А во црквата недела што да правиме подбини? Господ ги направи за нас. Само да го поддржуваме тоа што Господ го направи за нас. А овој период од денес до Лазарева сабота е период на духовен подвиг. Затоа да се потрудиме, за да го осетиме тој вкус, да доаѓаме во црквата кога се и прежде освештените литургии, а тие се во среда и во петок. Тогаш имаме друг начин на поимање воопшто на црквата, дека црквата не е само торжество е пред се, ама е и страдање, односно преку страдањето поменуваме до торжество. Не е само торжество и не е само страдање, туку и страдање и торжество, и крст и воскресение. Ето тоа ќе го научиме, ако доаѓаме во оваа света 40 во црква на богослужба во Великопостните денови. Нивниот пуштаеше раба Твоја поблагодарам, поблагодарам Твоја мртвија. И ако видите очума исплатение Твоја јежот, готовал предумите всех ljudi, sve se utkrovenje i jadno i slavo Твоих Израиля.